Почитувани семинаристи, учесници на 55-та летна школа на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Моето име е Владимир Мартиновски, професор сум на катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И веднаш би сакал да ја искажам мојата благодарност што еве сега имам можност да ви го најавам своето предавање што ќе се одржи на 30 август 2022 година во рамките на семинарот. Едновремено и да искажам благодарност сакам до директорката на семинарот, колешката професорката Весна Мојсова Чепишевска, која ме покани да говорам на една тема која мене ми е многу интересна и возбудлива. Во наредните минути ќе се обидам да ви ја резимирам. Станува збор за интермедиалните релации меѓу современата македонска книжевност и поезија и проза и другите уметности, во прв ред сликарството и музиката. Еве сега ќе се обидам да ви ги прикажам клучните примери со кои што ќе се занимаваме во текот на нашата дискусија. Имено тргнувам од оперативниот поим интермедиалност, кој подразбира постапка во која што структурите и материјалите карактеристични за еден медиум се пренесуваат во друг медиум. Секако дека оваа дефиниција на хрватскиот теоретичар Павел Павличич е применлива и на современата македонска литература. Тој поентира пренесувањето на структурите карактеристични за еден медиум во друг, најчесто подразбира барем еден од нив да е уметнички. Во овој случај секако станува збор за однос меѓу книжевноста како уметноста на зборот и секако сликарството и музиката. Инаку терминот интермедиалност е воведен во 60-тите години на претходниот 20 век, период во кој исто така и компаративната книжевност ја истакнува потребата книжевноста да се проучува меѓу другото и преку нејзините комплексни односи со другите области на знаењето, како што вели компаратистот Хенри Ремак, а секако тука во прв ред тој ги наведува другите уметности. Во нашето предавање ќе се осврнеме на два аспекти во оваа пригода. Се разбира, тоа е едно огромно поле на истражување и целта на ова излагање е да ве охрабри да ги проучувате тие односи во современата македонска литература и се разбира и во другите словенски и во другите светски литератури. Првиот сегмент се имагинарните музеи во современата македонска поезија и за да покриеме еден малку поголем временски распон, ќе се осврнеме на неколку стихозбирки објавени во втората половина на 20-тиот век, додека во вториот дел интермедиалните диалози со музиката ќе ги проследиме преку анализата на неколку прозни дела објавени во првите децении на овој век, 21-виот век, или поточно неодамна објавени, практично пред неколку години. Почнуваме со имагинарните музеи во современата македонска поезија. Прво да ја објаснам теориската рамка, се потпира на терминот имагинарен музеј, музеј имажинер, на францускиот теоретичар Филип Амон, кој забележува дека уште во 19-тиот века, секако ќе видиме дека тоа е релевантно и за македонската литература на 20-тиот и 21-виот век, музеот влегува во фокусот на голем број книжевни дела. Така што, според неговата типологија, музеот може да се проучува како музеот ја прикажува литературата и секако како литературата го прикажува музеот. Нели, секако ова го имплицира односот со ликовните уметности, со сликарството, скулптурата, мозаикот и така натаму. Типологијата на Филип Амон подразбира дека една личност во едно книжевно дело може да посети еден музеј. Личноста го конституира или го образложува својот личен музеј, ова особено ќе ни биде битно за нашето излагање. Личноста е музеј и исто така тој говори за текстуализација на поимот музеј и на музејските операции, така што и текстот станува музеј.
се конституира како музеј. Особено ни е битна оваа назнака на Филип Амон, бидејќи таа упатува на тоа дека еден книжевен текст, една стихозбирка, една збирка раскази или еден цел роман можат да бидат конструирани врз овие начела на музеот како колекција на уметнички остварувања. Токму затоа предлагам нашата куса прошетка во оваа пригода, се разбира многу по екстензивна ќе биде во живо, да ја почнеме со песната на Блаже Конески "Посета на музеј". Заедно да посетиме една песна која самата евоцира една посета на музеј. Рацете сами им се допреа на влезот во малата сала, од некаква тиха возбуда. Седнаа еден до друг, сосем близу на клупата. Не требеше да го кажуваат тие својот живот. Тие ги гледаа црвените лилии на Клод Моне, а зад нив молчеше Герника на Пикасо. Секако една од причините што ја почнуваме оваа интермедијална прошетка е што минатата година беше година на Конески, 100 години од раѓањето на овој доајен на современата македонска поезија и книжевност воопшто, но причината што ја почнуваме оваа прошетка токму со оваа куса песна, и бидејќи таа практично директно не воведува во темата за која што ќе дискутираме. А тоа е дека еден поетски текст не само што може да говори за некаква посета на музеј, место каде што ги среќаваме уметничките дела на уметници од различни епохи, туку дека во една песна може тој интермедијален диалог дури и да се оствари без да се опишуваат тие слики. Во песната на Конески "Посета на музеј" ние немаме описи, немаме екфразис, или тоа е основниот оперативен поим кога говориме за интермедијалноста меѓу книжевноста и ликовните уметности. Немаме опис, дескрипција, туку само наведување на имињата на ликовните дела, црвените лилии, кои се предмет на наблюдување на протагонистите во оваа куса песна, и дека зад нив молчи Герника на Пикасо. Имено гледаме дека интермедијалниот диалог подразбира дека читателот е соучесник во тој интермедијален диалог. Конески овде ги наведува, значи лирскиот субјект овде ги наведува имињата на ликовните дела, сметајќи на тоа дека читателот на оваа песна ќе треба да, или веќе има презнаење кои се тие ликовни дела, која е нивната експресивна моќ, која е нивната тема и така натаму. Едноставно тие слики треба да ги повика читателот во својата меморија, да се сети на нив, и ве гледаме како ни се еден сосема кус текст Конески не внесува во сета комплексност на ова, значи практично само именувајќи ги сликите, ние сме упатени, ни се дадени практично насоки на толкување на оваа песна, што наблюдуваат протагонистите, што е зад нивниот грб. Секако дека оваа песна не воведува и во еден феномен карактеристичен за современата македонска поезија, да бидат создавани циклуси или пак цели стихозбирки, цели поетски книги базирани врз проседето на екфразис во кој поетите ни нудат еден свој имагинарен музеј. Конкретно во оваа пригода ќе се задржиме на циклусот сонети Платна од Невиделица, објавена 1962-та, поетската книга на Владо Урошевиќ, потоа по хронолошки ред циклусот Палетата на проклеството од стихозбирката Песи и шуми, објавена 1988-та од Славко Јаневски, која потоа излегува и како посебна книга, и сликата Слики од изложбата, објавена 1989-та од Иван Джепаровски. Конкретно она што сега можете да го видите е еден вид мал визуелен колаж направен од
ликовните дела кои се предмет на тој прв имагинарен музеј во македонската литература, циклусот Сонети платна од Владо Урошевиќ. Тој практично е интересен за нас од книжевно-историска, но и од теориска секако перспектива, бидејќи во него сите 7 сонети се базираат врз ликовните опуси на 7 значајни сликари и именувањето на сонетите исто така упатува на имињата на сликарите: Хиеронимус Бош, Питер Бројгел, Винсент ван Гог, Миленко Станчич, Ордан Петлевски, Марк Шагал, Милена Павловиќ Барили. Секако дека не е случаен тој избор и мислам дека на тоа ќе треба да обрнеме внимание, дека во суштина писателите, поетите, а ќе видиме потоа и прозните писатели кои говорат за музиката, преку тој избор откриваат и многу значени елементи и од својата иманентна поетика. Таков е случајот еве со песната Марк Шагал од стихозбирката Невиделица. Ќе ви ја прочитам: помеѓу црвената коза и модриот петел стои куќата на сонот и заедно со ршта се ниша. Глетката бавно се менува и тамо каде што светел некогаш фенер, стои столб на кој е впишан знакот, чија смисла им е достапна само на оние што љубат. Стаклата се сини, а оној што ќе погледне сега низ џамот ќе помисли дека е сред мала зима. Се чини како масата да прави шеги со земината тежа. Масата и столовите пловат или лежат меко како да се правени од срцето на лебот. Помеѓу сето тоа, како во стара песна, се случува чудо. Во нестварност лесна, заспаните љубовници летаат кон небото. Може да видиме во овој прекрасен сонет како поетските слики на Владо Урошевиќ, кој уште од своите почетоци, уште од првите стихозбирки па се до најновата стихозбирка на овој реномиран македонски поет, интерферираат со една онирична логика, а истовремено во оваа песна како да се натопени во ликовниот свет, кој истовремено е многу поетичен и многу комплексен и ониричен на Марк Шагал. Значи може да препознаеме во секој стих алузии, интермедиални алузии, интерференции, суптилни врски со сликарството на Марк Шагал, и тоа говорам во целина, не само со некои конкретни негови платна, туку и со некои од неговите обсесивни теми. Еве, не случајно тука мислам дека се особено карактеристични, заедно ќе анализираме секако во живо песната, има неколку карактеристични елементи на кои би сакал да ви обрнам внимание. Куќата на сонот како синтагма е многу интересна, поетските слики поврзани со колоритот на сликарството на Марк Шагал, црвената коза и модриот петел, целата таа атмосфера на лебдење на која секако упатува на една од обсесивните теми на Марк Шагал, со која што и завршува сонетот во завршната строфа: во нестварност лесна, заспаните љубовници летаат кон небото. Вториот пример за кој ќе дискутираме на предавањето е стихозбирката Палетата на проклетството, првпат објавена како циклус песни. Станува збор за можеби најилустративен пример дека книжевното и ликовното дело на Славко Јаневски се две меѓусебно поврзани компоненти на неговата творечка личност. Палетата на проклетството е сочинета врз принципот имагинарен музеј, како што може да видите секоја од 24 песни е инспирирана од ликовното творество на 24 сликари. Особено е возбудливо како Славко Јаневски во овие песни не воведува во светот на неговиот избор, на неговата колекција,
Во поднасловите од песните е наведено името на сликарот кому му е посветена песната, додека насловите најчесто представуваат алузија на некој впечатлив аспект или сегмент од соодветното ликовно творештво. Например, Градина од Моне, што секако асоцира на огромен дел од неговите ликовни остварувања, Ветерниците за Лотрек, Куклите за Де Кирико, Свадба на Шагал, за кого што предходно прочитавме сонет од Урошевиќ. Така концепирана, поетската збирка Палетата на проклетството всушност функционира како еден вид серија од слики, од 24 песни, како еден вид интермедијален музеј, како еден личен избор на поетот и како еден вид приватна збирка на слики. Меѓутоа, уште во мотото на оваа стихозбирка, поетот напоменува дека тој ги слика своите песни и своите слики со палетата преземена од овие големи мајстори на уметноста, и многу е битно да напоменеме дека овој интермедијален проект на Славко Јаневски е едновремено и мултимедијален. Имено тука Славко Јаневски може да го видиме и како поливалентен автор. Тој има насликано серија слики, за секој сликар има посветено по 3 слики, значи една серија на 24 песни и 3 пати по 24 слики посветени на соодветните сликари. Еве, како илустрација, една песна Жолта литија посветена на Ван Гог. Сончогледи кај гроб му клекнале, чекаат да ги допозлати. Ова е многу карактеристично за целата стихозбирка, имено во фокусот на песните се самите ликовни творци. Тој спарува од земја, со занес им опијанува жили, на секој цвет грумче јантар остава, самиот веќе е сончоглед, ртејки од вински талок, сред литија, па во своја црква. Таму му е увото, во увото срцето, во срцето, хармонијата на кошмарот. Облаци распознал ветар, пигал ќе го крене на нив, со литија и самиот ќе побара починка на мермерни женски гради. Од секое сончогледово зрно, по едно сонце се спушта во чаша со вино. Нема таков што ќе ги преброи. Оваа песна на Славко Јаневски ја одбрав меѓу другото и затоа што е многу амблематична, покажува на неговиот пристап во Палетата на проклетството. Тој не се фокусира само на едно единствено ликовно дело од авторот, туку прави еден свој амалгам, една своја галерија од слики во секоја песна од Палетата на проклетството, во која многу често има интерференција меѓу ликовниот свет на соодветниот сликар, во овој случај Ван Гог, и неговата судбина. Има многу алузии и на биографиите на ликовните творци, што гледаме дека интермедијалниот диалог значи подразбира еден слоевит диалог со творештвото на соодветниот сликар. Третиот имагинарен музеј кој би сакал да ви го предочам е стихозбирката Слики од изложбата од Иван Джепаровски. Таа е оваа книга е посебно возбудлива, бидејќи не упатува едновремено и на диалогот и со музиката и со сликарството, уште со својот наслов. Насловот секако алудира на делото на Модест Мусорски, а исто така и со зборот, споменувањето на зборот Слики, кој секако не враќа на можеби на почетоците на традицијата на екфразисот воопшто во европската литература и култура, секако на делото на Филострат и Конес. Така што Слики од изложбата е една многу интересно склопена колекција на песни во секоја од песните во поднасловот се прецизира не само името на авторот, туку и насловот на ликовното дело,
годината на настанување, значи многу подсетува на начинот на кој се презентираат и ликовните дела во музеите, значи ги има оние клучни податоци, а песните исто така се распоредени според хронолошкиот принцип, создавајќи еден вид, може да се каже, интермедијална архива, еден вид интермедијален музеј. Според Наташа Аврамовска, оваа поетска книга на Джапаровски како основна заложба ја има синкретичноста на уметноста. Таа вели, доволно е само да ја споменеме песната композиција, чијшто наслов е релевантен за секој вид уметничко дело, литература, сликарство, музика. Секако треба да имаме предвид дека авторот е и естетичар, филозоф кој има посветено огромна низа дела во кои и самиот ги анализира односите меѓу уметностите. Во оваа пригода дискурси на визуелното би сакал да ви ја напоменам, една изворена книга посветена токму на овие релации меѓу сите уметности, секако во нив влегува и книжевноста. Во оваа пригода избрав песната Вите, смрт и ѓавол според бакрописот на Албрехт Дирер, а во јукстапозиција може да го видите бакрописот на екранот. И гледа и знае витезот стамен, безлисна гора не врамува надеж. Пред него смртта на бел кон јава, зад него ѓавол со ликата страши. На панцирот с дивот го чувствува негов, смраморува тело стреперено сето, но стиснати усни тажно се смеат. Замокот е блиску на следното брдо, се подолг е патот, а времето тече. Гуштерица бега пред гледката гадна, молк смртен напластува маки и стивнува веднаш со светлоста сива. Може да забележите дека тука станува збор за еден навистина многу исцрпен, многу детален, многу минуциозен, а истовремено многу илуминативен екфразис или опис на соодветното ликовно дело, во кое практично поетот не води во наблюдување на деталите на бакрописот, водејќи ни сликата и практично ни со овој пример може и да се надоврземе на претходните два од Славко Јаневски и од Владо Урошевиќ, може да видиме дека во поезијата практично преку поетските слики современите македонски поети не само што ни го насочуваат вниманието кон конкретни ремек дела на ликовната уметност, туку и ни помагаат во нивната интерпретација која е поетска, која е навистина многу возбудлива. Еве и овде гледаме колку, благодарение на овие стихови, на колку многу детали може да се обрне вниманието. Практично напоменувањето дека времето тече може да го идентификуваме во песочниот часовник и има многу деиктици во оваа песна, како е поставен витезот меѓу алегориските фигури на смртта и на ѓаволот. Би сакал сега да ова се разбира сосема накусо, ние во живо заедно ќе ги анализираме овие стихови, овие песни, а може би и неколку други. Би сакал да преминам сега на вториот дел, накусо само да ви резимирам, ќе дискутираме и за интермедијалните диалози на современата македонска проза, како што ви напоменав со музиката. И за оваа пригода одбрав 3 остварувања, тоа се 3 минути и 53 секунди, интимна историја на музиката од 1984 до 2004 година, објавена 2015 од Бернстайн, тоа е уметничкото име на Бранко Прља. Потоа во главата слушам песна, објавена 2020 од Елизабета Баковска, и сновење, музички приказни, исто така објавена неодамна во 2020 од Лада Шоптреанова Петровска.
Накусо би сакал само да ве, секако, како и претходните примери, сесрно ви ги препорачувам сите овие автори и сите овие дела. Конкретно околу структурата на ова многу интересно прозно дело кое има навистина една многу значајна интермедијална компонента, би напоменал дека секое поглавје од 21-то поглавје од кое е сочинет овој роман е именувано според песна. Значи, таа музичка компонента која покажува дека секоја година од животот на нараторот, значи станува збор за едно автобиографско дело, е поврзана со соодветно музичко дело, со песна која секако дека ќе ги препознаете овие песни, хитови, песни кои имаат одбележано секако низ интимната призма на нараторот. Еве може да ја видите тука листата во 80-тите и во 90-тите години се до 2004 година. Инаку би сакал да напоменам дека овој автор на вистина има многу кој меѓу другото и се занимава и со ликовна уметност и со графички дизајн. Овој писател има објавено и еден вид продолжение на оваа книга, повторно упатувајќи на време траењето, нели првото е 3 минути и 53 секунди поврзано со музиката, што е една песна, а второто е 1 час и 30 минути, веднаш асоцира нели на време траење на филм, интимна историја на филмот во истиот временски период од 1984 до 2004 година. Вториот пример за кој би сакал да дискутираме и заедно да го анализираме е во главата слушам песна, поднасловот е исто така многу индикативен за интермедијалноста, лирски рефрени, од Елизабета Баковска, која на вистина последниве години објави изворени книги со куса проза, може да се каже дека е една од водечките имиња на македонската современа сцена на микрофикција. Овде станува збор за збирка од 49 раскази, поврзани со 49 песни, секако дека читањето на текстот, тоа е многу слично како и во претходниот пример, кога следиме нарацијата и кога го следиме текстот, ние при тоа воспоставуваме релации и со соодветните музички композиции. Еден многу интересен избор, еден вид на плейлиста, како и во претходниот случај на Бернстайн, каде што нарацијата се поврзува со текстовите, штимузите на песните или музичкиот воопшто квалитет на одбраните песни, кои повторно влегуваат во релација со книжевните текстови. За време на предавањето ќе ви посочам и неколку примери. Еве овде може да видите песните кои се дел од песните од тие 49 песни поврзани со соодветниот број раскази. Се разбира, музички композиции од различни, може да видите од различни правци, од различни музички стилови. И третиот пример за кој би сакал да дискутираме, макар накусо, е книгата Сновење, музички приказни. Еве, одново гледаме упатување на музичкиот медиум и на музичката уметност уште во насловот. Затоа би сакал и да ви ја цитирам авторката, која вели: не постои мисла или чувство што не може да се опише со музика. Еве, гледам уште во првата реченица, Лада Шоптрянова Петровска и ја застапува таа теза за можноста и музиката да опишува. Музиката е сон, поезија, роман, фотографија, слика, размисла, нарација. Тоа го вели авторката, која исто така и музичарка, во една од 50-тината приказни во кои се раскажуваат интересни, значајни собитија за стотици врвни композитори, инструменталисти, пејачи, поврзани пред се со класичната музика. Книгата инаку изобилува со анекдоти за музичари кои треба да останат запаметени во колективната меморија.
Како што забележува Оливера Ќорвезировска за оваа книга, приказните на оваа книга не се ограничуваат само на музиката. Повлекува врски и со филмот, конкретно со записите на Пучини и Моцарт, со ликовната уметност, Алма Малер, Густав Малер, Оскар Кокошка, Клим и така натаму. И оваа согледба на Оливера Ќорвезировска за конкретното дело исто би можела да не упати кон некои од клучните согледби до кои дојдовме анализирајќи ги овие дела, дека практично диалогот меѓу книжевноста и ликовната уметност неретко го имплицира и диалогот со сликарството, како што и тука диалогот со музиката го имплицира или го подразбира или го поттикнува диалогот и со другите уметности. Би преминал на некои од заклучоците на сумарно анализираните книжевни дела кои ги напоменавме пред малку и од доменот на поезијата и од доменот секако на прозата, ни покажуваат дека интермедиалните диалози со другите уметности во современата македонска книжевност неретко прераснуваат во еден вид интермедиални архиви, кои се темелат на личните афинитети на писателите и на нивниот интерес за другите уметности како подлога за своите творечки потфати. Секако дека тука говориме за еден творечки диалог и со музиката и со сликарството, поттикнати од другите уметности, тоа се само тие почетни творечки импулси кои загадочните патишта на инспирацијата ги водат во навистина создавање на многу интересни поетски и прозни текстови. Книжевните дела се еден вид виртуелни, имагинарни, интермедиални архиви. Тие не го запазуваат, документираат и складираат уметничките, ликовни или музички дела во нивниот физички облик, туку создаваат еден вид книжевен споменик, еден вид поетска или прозна архива во која се поместени драгоцени податоци за интермедиалните диалози на современите македонски писатели со другите уметности, кои секако едновремено ги покануваат и читателите да се впуштат во тие возбудливи духовни авантури. Во комплексниот естетски интермедиален процес несомнено се смета и на соучеството на читателите, на нашето соучество, кои во овие дела добиваат улога и на наблюдувачи и на слушатели, кои треба да се потсетат на посочените ликовни или музички дела. Делата од доменот на прозата ни покажуваат дека и нашите животни приказни се нераздвоени од уметничките дела со кои сме имале среќа да влеземе во естетски контакт. Во дигиталната ера, еве и сега на еден дигитален во една таква комуникација ви го испраќам оваа најава на предавањето, во која во дигитален формат за неколку секунди ни се достапни репродукции на ликовни дела или аудиовизуелни презентации на изведби на музички дела, книжевните дела конструирани како интермедиални архиви, музеи, како имплицитно да ги повикуваат читателите да влезат во непосреден естетски диалог со дела од другите уметности кои писателите не сакаат да бидат заборавени. Секако ова се само дел од клучните согледби кои се базираат на анализите на овие дела, а секако сум исклучително љубопитен кои ќе бидат вашите прашања и секако сум истовремено нетрпелив, на вистина со нетрпение го очекувам нашиот разговор, нашиот диалог поврзан со современата македонска книжевност и нејзините диалози со другите уметности. Ве поздравувам, ви благодарам за вниманието и се гледаме на 30 август, кога ќе може да дискутираме во живо на овие теми. Довидување.